Добар ден, среќен ден. Продукција Скок во своето студио на тема квалификации за пласма на светско фудбалско првенство. Во тој контекст може да сакаш фудбалската репрезентација на Македонија, не можеш да не ја сакаш, можеш да најаваш жестоко или помирно, а можеш да ја следиш како што неделниот спортски магазин Скок ја следи низ сите досега одиграни 8 квалификациони циклуси во кои македонската фудбалска репрезентација се борела за пласма на светско фудбалско првенство. Се менувале селекторите, се менувале председателите на Сојузот, се менувале и подпаролите, се менувале и членовите на управниот одбор. Но неделниот спортски магазин Продукција Скок и Мијалче Доргутов биле и остануваат со фудбалската репрезентација од самиот зародиш, од самиот почеток, од првиот квалификационен циклус 1998 година за пласма на светското фудбалско првенство Франција 98 година. Во таа насока приказката почнува во Лихтенштајн, во Вадуц, и она што следува во продолжение на нашата емисија е исто во Лихтенштајн, во Вадуц, со македонската фудбалска репрезентација и 96 година и легендарниот историски успех и победата од 11:1, кога селектор беше Ѓоко Каџиевски, и сегашната победа во Лихтенштајн во Вадуц, кога со селекторот Благо Милевски повторно победивме и повторно сме во таа трка за пласма на светското фудбалско првенство. А оние со помалку паметење, со помалку меморија, треба да знаат дека галскиот петал летеше над нашите глави во тие 96-97 година, кога под водство на Ѓоко Каџиевски со фантастичната победа против Република Ирска во Скопје бевме на прагот да се пласираме на тоа второ место во групата, во многу силната група која исто така ќе не водеше во бараш надпревар за пласма на светското првенство. Годините поминуваат, 27 години подоцна, повторно сме во Лихтенштајн. Гледајте ја нашата приказна снимена на улиците на Вадуц, а во контекст на она што се сака, кое се следи, за кое се известува последниве 30 на години. Фудбалската репрезентација на Македонија и нејзиниот пат кон пласма на светско фудбалско првенство 2026 година. Вадуц, главниот град на Лихтенштајн. Скоро 30 години, скоро повеќе. Враќање во Вадуц. Ноември 1996 година експедиција на спортски новинари од Скок или од НИП Нова Македонија со фоторепортери допатува од Скопје до Вадуц преку сите тогашни простори на Југославија, Италија, некаде тамо Ломбардија, како беше. Сент Мориц и Давос стигнавме во Вадуц на оној легендарен историски надпревар кога Македонија го победи Лихтенштајн со 11:1. Тоа останува најубедлива победа на македонската репрезентација во досегашната скоро 30 годишна историја од независен самостоен македонски фудбал. По тој повод е неповторно во Вадуц 22 март 2025 година, кога ги почнуваме квалификациите за светско фудбалско првенство Америка, Канада и Мексико, и на стартот играме против Лихтенштајн. Повторно во истиот град, меѓутоа не на истиот стадион. Овој стадион е нов, каде што играме сега, каде што игравме и 2002 година, кога одигравме еден единствен нерешен резултат од досегашните 11-12 против Лихтенштајн. 2002 година исто бев тука како портпарол на Фудбалската федерација на Македонија. Приказката за доаѓањето на спортскиот тим од Скопје до Вадуц ќе се обидеме да ја прераскажеме, да ја доловиме и да се вратиме наназад, скоро реков 30 години, низ 2-3 продолженија, вака шетајќи низ овој прекрасен град Вадуц и навраќајќи ги спомените за тогашното доаѓање од Скопје до ова место каде што сега се наоѓаме.
ноември 1996 година тогашниот фудбалски сојуз на Македонија го раководеше претседателот Љубесев Иванов Дзинго, а селектор беше Ѓоко Хаџиевски. Нејмар на тој легендарен успех од 11:1. Репрезентацијата патуваше со редовна авионска линија, така беа условите, се штедеа пари и немаше место некако за новинари. Во координација и корелација со Рената Петрова, нашата Рени, организатор, собственик на туристичката агенција Гуливер Милс, разменив некое мислење и едноставно ја замолив дали може да се организираме сами, да дојдеме со кола, а таа да ни обезбеди сместување во хотелот каде што се нашите репрезентативци. Рени, како и секој пат го направи тоа без никаков проблем. А посебно интересно, подготовката за доаѓањето до Валдос, до Лихтенштајн, бидејќи тие 90, почетокот на 90-те години владееше визен режим и покрај барањето виза за секоја посебна земја се бараше и посебна виза за Швајцарија. Во Македонија немаше амбасада на Швајцарија, најблиската беше во Софија. И знам дека многумина тогашни пријатели вака малку ме предомислуваа, викам Јалчо, тешко е тоа сега, кај виза во Швајцарија, треба потврда од Фудбалска федерација, дека се новинари од НИП Нова Македонија, од спортски магазин Скок, документи, еден куп пари, скапо е, долга и широка е таа. Јас им велам, да, во ред, меѓутоа, ајде да пробаме, времето беше кратко, дали имаше 15 на дена, и како што Господ ги мести работите, никој не ги мести, се доаѓа до една средба со мојот пријател од Штип, Тодор Нанев, Тошо Нанев, поранешен фудбалер на Брегалница, кој тогаш работеше во Министерството за надворешни работи. И му го кажувам случајот на брзина вака на фиксен телефон, немаше ни мобилни ни ништо. И Тодор, Тоти, како го викаат, ми вика, абе, Јалчо, вика, он беше конзул на Република Македонија во Софија тогаш. На нашата амбасада беше конзул во Софија. Вика, ти си, вика, дете на среќата. Викам, шо е бе, шо сакаш да ми кажеш? Многу добри беме, заедно игравме фудбал. Вика, бе, конзулот на швајцарска амбасада ми е многу добар пријател, вика, секоја утро, вика, пиеме кафе со него. Викам, точно шо збориш? Ало, плаќај пасошите по некој или доаѓа ќе добиеш виза. Остави ми простор саат два да потврдам само сигурно. Викам, чекај бе, шо да носам документи? Дечко, Јалчо, Бишко, Дуди, носи пасоши на тие што ќе патуваат. Ништо друго. Интересно. И бидна таа работа, земавме пасошиве, Сречко возачот зема службена кола со одобрување на генералниот директор тогашен Панде Колемишевски и замина во Софија, Сабајлево замина, попладнево се врати со визите во пасоши, швајцарска виза добивме и за вистинско чудо бевме подготвени за патување. Влегувам на пети кат во зградата на НИП-от кај Панде Колемишевски, му објаснам ситуацијата. Викам, Јалчо, имате службена кола Скок, добар рейсер имавме тогаш нов. Од овие јапонските, корејските, како беа ирелевантно. Вика, прави екипа вечер Нова Македонија Скок, шофер Сречко. Викам, директоре, нешто паре, викам, аванс. Сега нема време тоа да се пресмета, Радка ќе ви израчуна ваму таму. Колку аванс ти треба? И ја кажувам некоја сума реална за едно-две спиења, патни трошоци. Панде го подпишува тоа на еден лист и симно ги земам парите, а да речеме некоја противвредност тогаш беше како сегашни 3-4 евра, можеби 5.000 за четворица луѓе. Реален трошок. И сега тука настанува една друга интересна драма поврзана со ова патување. Колата е спремна, парите се тука, визите се тука, екипата е тука, тргнуваме за Валдос, за Лихтенштајн од Скопје.
Пред тргнување се случува една работа. Малку беше проблематично носењето кеш пари тогаш. И си велам да ги ставам парите на Diners картица. Немаше овие сега Visa, Master и целкуп, имаше Diners картица. Прави у Македонија. И одам кај директорот, првиот директор на Diners во Македонија, Тодор се викаше Тоше, кај Auto Сојуз на Македонија беа канцелариите, не се сеќавам на презимето. Му го кажувам случајот, вика, стави ги парите, вика и терај. Ставам 3-4 евра на Diners картицата, 2-300 евра во кеш. Франци уствари, евро, не е битно. Кеш за трошење и ќе нисуваме во колата према Вадоц. Дали верувате, некаде пред Белград застанува екипата, вика, шефе, дај да пиеме нешто, вика, ова на службен трошок оди или ние плаќаме. Не, викам, Diners картица, викам, секи признае падне. Ми рече, викам, сок, чоколадо, пиво, пиење, јадење, викам, се е урачуното да не претеруваме. Со пиење, викам, со. Океј, ја барам Diners картицава да платам некаде на Сремски фронт. После Белград према Нови Сад, Осијек, таму. Ја нема картица. Diners картицата ми ја нема. Барам, пасуши, фрлам торба, истора. Не огледа, почнем да не речем да сум несвестен. Сите пари се на картицата? До 300 евро оставивме така. Цигарче, мигарче, некаде ако нема. 5% од парите ги остави. Леле, им се слошува нове екипа. Јоко Личевски беше со нас фоторепортер. Што ќе правиме се? Викам, немам идеја. Оставете ме да размислам. Седиме као мисери, пола саат, дрениме. Сречко вика, шефе, близко е Скопје, вика, враќај колата назад, вика, ај со здрави. Ке ве вратам одма. Викам, добро, ај сега да одмориме, па ќе ви кажам што направив. Со Diners картица. Ова што го гледате на камерата на Наташа е нешто што прво го видовме кога влеговме новинарската екипа во Вадоц на патувањето за кое раскажувам. А по ово предпоставувате дека сме го решиле проблемот со Diners и со парите, ама ајде сега да ви кажам продолжение како. На Сремски фронт, тоа е едно тамо меморијален споменик, имаше телефонска говорница за фиксен телефон која работеше на ситни пари, на коинси. Ги соберам коинсите, си се јавувам во Скопје, дирекцијата на Diners директор Тошо. И му викам, Тошо, Мијалчо на телефон. Мијалчо, повели. Викам, види, ти се јавувам некаде пред Белград, после Белград. Знаеш, бев кај тебе ова со Diners со парите. Да бе, да знам, се окей. Шо има? Викам, директор ја нема картицата, ја изгуби. Леле, што? Викам, сега леле, што ми изгубил? Викам, чекај да видам. Влегувам на сметката, вика, сите пари стојат. Тука ти се вика парите. Викам, што да правиме? Вика, слушај, вика, у овој момент имам идеја, може ли да ми се јавиш за 10-15 минути? Викам, ќе ти звонам пак од истото. Звонам од истата говорница со ситни пари за 15 минути и Тоше, директорот на Diners, ми вика, пиши адреса. Тоаш немаше мобилни телефони, лаптопи, компјутери, ливче, парче хартија и пенкалот или мојот и пишувам. Адреса во Загреб, таа и таа, број тој и тој, име и презиме. Знам дека беше дама. Жена, не се сеќам како се викаше, таа и таа, директор на Diners, побаре, таа ќе ви даде нова Diners картица. То шо? Како бе нова Diners картица? Значи, Јалчо, одете и ќе ви дадат нова Diners картица. Ја спуштам слушалката вака на телефонската говорница. Викам, Сречко, наместо за Скопје вози, викам за Загреб, у Загреб добиеме нова Diners картица. Јоко Личевски ми вика, ти си лут, вика, како ќе ти ја направат кај издаде? Ќе се зезнеме, немаме пари, даде се враќаме. Абе, какво враќање вози у Загреб? Отидам у Загреб да скратам, стигнавме, ја најдам адресата, земавме нова Diners картица, 3-4-5 евра, не знам колку беа на неа, продолжуваме од Загреб према Вадоц директно, одма. Ајде продолжение таму. Влагате во Вадоц и го гледате прво замоков. Да. Овој замок го видовме. Прво нешто,
и добро се сеќавам, сретен Стојановски Сречко му вика: шефе, ова горе некој замок, куќа што свети, знаеш ли што е? Викам: Сречко, ја не знам како се викам, а замокот појма немам. Што е денеска знам дека е на фамилија некоја. Лихтенштейн се вика фамилијата, така пишува овие податоци. И да скратам, го најдовме хотелот, се поздравивме за Ѓоко Хаџиевски, беа тука сите, мајсторот секретар на репрезентација беше нешто, не на Донче беше, не се сеќам, Цане Димовски беше, Ѓоко Хаџиевски, Благови Стато покојниот, еден куп на фудбалери, Ѓорги Христов играше, Дејви Главевски, може ќе промашам некој, Данчо Целевски бранеше, си поздрави со сите мои пријатели, една прекрасна репрезентација и полека се смирихме во хотелот, го чекаме надпреварот да се одигра утре, а за надпреварот за 11 гола и за навивачите тогаш и на Македонија во продолжение на оваа приказка за патешествието од Скопје до Вадус. Ноември 1996 година во Вадус, истиот град, истото место каде што ја гледате оваа наша емисија, Македонија го победи Лихтенштейн со 11-1, една рекордна победа влезена во аналите на фудбалот на ФИФА, во антологијата на ФИФА, која ретко се постигнува и после цели 37-8 години. 11-1, 11 голови, хет-трик постигна Дејви Главевски, нашата тогашна деветка, по 2 гола постигна Митко Стојковски, Тони Мицевски и Саша Кирик, а по еднаш во листата на страците се запиша Ванчо Мицевски и Ѓорги Христов. Селектор на тогашната репрезентација беше Ѓоко Хаџиевски, председател на Фудбалската федерација, тогаш Фудбалски сојуз на Македонија беше Љубисав Иванов Дзинго, а подпредседател беше тогаш младиот јагеличанец Ѓоко Атанасов. Сето ова останува како историја, сето ова останува како еден мини прилог, едно мини подсетување на Вадуц, град каде што неделниот спортски магазин беше и 3 пати известуваше кога играше македонската фудбалска репрезентација. Еднаш победивме со 11-1, вториот пат со селекторот Никола Илиевски Джиджи изигравме 1-1, неславен резултат. И третиот пат победивме со 3-0, селектор беше Благоје Мивески. Тоа е историја, тоа останува запишено и тоа е љубовта кон македонската фудбалска репрезентација. Некаде на просторот пред новиот стадион на кој репрезентацијата на Лихтенштейн ги игра своите надпревари и на кој стадион за некаде прилика 3-4 часа денес 22 март ќе почне надпреварот Лихтенштейн Македонија. Овој надпревар и патешествието за кој зборуваме се играше на еден друг стадион, стар стадион во Есен, како го викаат оние област, така ли се вика стадионот, за кој ќе се потрудиме да направиме исто така една добра приказна. И пред да се вратам на надпреварот 11-1, само испушти да кажам ново патешествие. Спиевме во Љубљана, која коинциденција е тоа, ама велат ништо не е случајно во животот. Спиевме во една гостилница, мејана со мал мотел, кој се викаше Скок. Дали верувате или не, Стојан Скок се викаше газдата на гостилницата во која спиевме и јадевме, вечеравме, убаво бевме пречекани. И од тука продолживме се едно маќевање до Вадус преку Северна Италија. Влеговме на граничен премин Италија-Швајцарија, тогаш се една обична рампа, каде што возаче сретен плати околу 400 франци. Казна, бидејќи имавме антирадар на колата. Ми велеше да не се што е ова? Викам, антирадар. Како антирадар? Викам, антирадар, викам на колата. Па не смеете да го несете во Швајцарија. Јас на тогашното скромно искуство пред 30 години, него имав пропотувано светот како сега, да не се фалам. Увелам, тоа е тоа. Дојдете со мене, разбирате ми германски, не, англиски се разбравме, од некој илјадо, да речеме Франци казна тогаш, и смалихме казната на 400 Франци, па на крај платим околу 150-200 Франци у кеш, и дадоа некако потврди и го зема антирадот. Може би 10-15 години подоцна на Сретен Стојановски му стигаше дома
писмо од Швајцарија дека му е забрането влез во Швајцарија, дека се уште не смее да влезе заради тој антирадар што го фатија на границата меѓу Италија и Швајцарија. Продолживме во Швајцарија преку Давос и Сент Мориц, имаше преку 2-3 метра снег, а патот беше исчистен. Не знам како Ѓоко Личевски тогаш во коло со нас еден извореден фоторепортер. Може би има фотографии, не сум сигурен, треба да го прашам ако има нешто да покажеме убаво. Стигнав, да реков, во Вадус, тоа е малку дигресија. Сега, еве го стадионот, па се враќаме на самиот напор. Македонија победи со 11-1. Една изворедна игра, имаше околу 3-4, може би цели 5000 сега во слободна проценка навивачи од Македонија, претежно дојдени од македонците од Струмичко, од нашите пријатели од Локарно. Тој ноември 1996 година склучив едно ново пријателство со Ванчо Смилков, наш македонец од Струмичко кој живее во прекрасното Локарно, со кој другаруваме, се дружиме и сме пријатели ден денес. Ванчо Смилков го взема со мене во новинарската ложа тогаш. Го представи како новинар на Скок, му дада акредитација, седеше до мене, така стана пријателство. После ме поканија во Локарно да бидеме нивни гости 2 дена на враќање. А ден денес другарувам и со Игор Смилков, неговиот син, Магдалена, сопругата на Игор, односно снаната на Ванчо. Тоа се наши драги пријатели, каде се сподале многу пати на гости, а доаѓали тие во Македонија. 11 ден публиката едноставно ги носеше на тила. Фудбалерите, Деви Главески изигра прекрасно, секој 3 гола даде. Сега не е целта да ги проверувам тие податоци, толку точни да бидат. Еден многу добар состав, ќе видите фотографијата на тој состав, многу силен стручен штаб, прави фудбалозналци, да кажам, предводени од Ѓоко Хаџиевски. Едноставно ги растуривме лихтенштајнците, 11 гола да им дадеш. Не верувам, дај Боже да грешам некогаш да се повтори, да сме толку успешни. Тоа е резултат, игра, наливање на навивачите, една атмосфера, нешто што се памети цел живот. Во таа конотација само уште да го најавам мини прилогот на историјата на продукција Скок, поврзан со фудбалската репрезентација, каде што неделниот спортски магазин Скок јас следи фудбалската репрезентација на Македонија од незиниот почеток. Милче Долгутов бил известуваш од Крајн 13 октомври 1993 година. Еве го Милче Долгутов со продукција Скок, еден новитет, еден нов начин, нова алатка за информирање. YouTube каналот Долгутов со Наташа Долгутов зад камерата, со еден мини тим на YouTube канал Скок. Ја следиме повторно македонската репрезентација. Ја следевме и во минатото, кога Скок прерасна од неделник во дневен спортски вестник. Сме патувале со македонската фудбалска репрезентација низ цела Европа. Ете, за жал не стигнало да патуваме и низ светот. Дај Боже тоа да ни се освари да одиме во Америка. Па и од таму да известуваме за македонската фудбалска репрезентација. На некој начин се обидувам да го додавам тој континуитет на Скок, на редакцијата на спортскиот неделен магазин Скок, па дневниот спортски вестник Скок, па веб страницата спорт магазин Скок МК, која е креирана 2006 година и која е прв спортски сайт во Македонија. Можете да проверите историографски со факти дека тоа е прв спортски сайт. Многумина што не сака да го признаат. И продолжуваме со YouTube канал Долгутов, односно со продукција Скок, повторно во Вадус, повторно со фудбалската репрезентација на Македонија, со овој пат новото раководство на Фудбалската федерација на Македонија, начело со председателот Масаро Мерагик. А во оваа прилика да споменам дека Ламбер Нудов, председателот на Фудбалската федерација на Македонија од 1998 до 2002, одобри патување на 25, можеби 30 новинари 2002 година, кога игравме на овој стадион, овој истиот, за жал 1:1 тогаш со Лихтенштеин. Се обидувам да додавам дека Фудбалската федерација и низините председатели од секој пат имале разбирање за спортските медиуми, за спортските новинари и тие од секој пат биле дел од репрезентацијата. Меѓутоа, неделниот спортски магазин Скок, дневниот спортски вестник Скок, сега продукција Скок
да не речем Јалче Долгутов е во континуитет од 1993 година до 2025 година со фудбалската репрезентација на Македонија. Сите нејзини патешествија, не сите нејзини успеси, неуспеси, големи порази, нерешени големи надпревари како против Англија во Саутемптон, каде што седев на клупата со селекторот Молчува Грбот. Да не речем Европското првенство во Букурешт, каде што продукција Скок исто беше присутна. И остануваме на таа релација, се надевам на добра соработка со новото раководство и со сите овие спортски новинари кои ги има околу 15 овде, кои навистина се добра дружина, една кохезија, една меѓусебна соработка, едно дружење и се во интерес на создавање на подобра атмосфера за успех на нашата репрезентација. Ете со ова и да го завршиме ова емисија, овој прилог, ова патешествие поврзано со Вадус, поврзано со Лихтенштеин, поврзано со македонската фудбалска репрезентација, за која се надеваме дека и денес ќе извојува добра победа, убедлива победа и успешно ќе кини се на тој мондијалски пат, на патот кон Америка, Мексико и Канада. Искрено, не можам да се лажам сами од себе, уште помалку да ја лажам нашата публика или македонската фудбалска јавност. Помалку сум тажен, така незадоволен што финишот на овие квалификации за пласман на светско фудбалско првенство во Америка, Канада и Мексико 2026 година ги завршуваме во некоја тивка атмосфера, не така еуфорична, не со таков оптимизам и да не речам со шанси да бидеме први во таа наша група. А реков, да не се повторам, ќе го гледате во прилогот, имавме изворедна шанса, имавме изворедна група, имавме една нестабилна Белгија, имавме еден Велс кој секако не е многу посилен од нас, а прашање е дали е посилен. Сето тоа за жал не успеавме да го искористиме и не останува, ќе речам помалку тагувам, не успевањето да директно се пласираме на светското фудбалско првенство. Но што е тоа? Тука е баражот, тука се 26 март и 31 март 2026 година. На 18 ноември играме со Велс во Кардиф на еден од најголемите стадиони во Европа, а веќе 20 ноември, 2 дена подоцна ќе ги го знаеме нашиот противник во тој бараж надпревар за пласман на светското првенство. Тоа е тагата лично кај мене и она испуштеното да бидеме први во нашата квалификациона група останува како нешто неостварено, но останува надежда, останува мондијалскиот сон, останува сето она што тлее во сите нас, во сите кои сакаат, почитуваат, ја следат и известуваат за македонската фудбалска репрезентација. Да се надеваме дека преку тие два бараш надпревари, било со кого да играме, дали е тоа Италија, Полска, Чешка, Словачка, не знам, кој може да ни падне друг, ќе покаже жребката, можеме да победиме, можеме да одиме натаму, нека биде и Турција, не знам, Албанија или Косово, Босна и Херцеговина, 3 веќе фудбалски земји од нашето окружување се во тој бараж. Ќе видиме како сето тоа ќе оди. Македонија останува со својот мондијалски сон и продолжува да го сонува до март 2026 година.